Тука би ги поделил работите на две компоненти. Уште на самиот почеток на пандемијата, ние како Сдружение на новинарите направивме еден сеопфатен прирачник за заштита и безбедност при работа од коронавирусот и за етичко известување во услови на пандемија, при што морам да кажам дека овој беше еден од првите прирачници што воопшто се направија не само на овие простори, туку и пошироко во Европа, и овој беше и преведен од страна на повеќе наши партнерски организации низ Европа, што навистина беше еден тип на верификација на нашата работа во тој период. Втората работа беше што ние постојано во корелација со институциите правевме напори да се обезбедат начини за заштита на новинарите, односно при организирање на оние пресконференции, настани, особено и во време кога почна парламентарните избори, односно кампањата за парламентарните избори, при што секогаш реагиравме кога имаше опасност од поголемо групирање или од непридржување на протоколите од страна на оние што ги организираа тие настани. Вториот сегмент беше во тоа што на почетокот на пандемијата ЗНМ во соработка со ОПСЕ на над 120 редакции подели пакети со помош од дезинфициенси, маски, одела, заштитни капи, очила, сето она што во тој момент беше навистина дефицитарно и беше помош која што беше добродојдена. Вториот сегмент, да речеме, од оваа физичка заштита беше вакцинацијата која што ја организиравме во соработка со Министерството за здравство и која што се уште е во тек. Беше предизвик за да можеме да ги заштитиме новинарите како едни од загрозените на оваа борбена линија со COVID-19, за да не се случи нешто што секако не би посакале да се случи, таа пандемија да се прошири и во новинарскиот свет. Во делови успеавме, во делови, како што нели рековме, и не успеавме. Ние од почетокот на пандемијата обезбеди заштитна опрема, скафандери, маски, ракавици, меѓутоа паралелно и се ги распредели новинарите, односно едни работеа од дома, едни редакции од МИА, со тоа што после, како што се развиваше пандемијата, поголемиот дел редакции, како што се Дескот, албанска, англиска, работеа од дома, освен натрешна која репортерите беа присутни на терен на сите настани. Со тек на време пандемијата како се намалуваше, вработените се враќаа, меѓутоа се користеа заштитните средства, се почитуваа мерките, и се зголеми продукцијата на МИА, за големо изненадување, меѓутоа тоа беше све на волја на вработените, а за жал пак не наидовме на одговор од другата страна кој што требаше да го наградат тоа, односно МИА се соочи со кратење на буџетот во 2 наврати. Меѓутоа некои медиуми, како што знаете, добија од вториот пакет средства, МИА не учествуваше во тој пакет, и покрај тоа вработените на МИА го даваат својот максимум и работат за агенцијата, односно за информирање на граѓаните. Имало различни ситуации, кога биле поголеми турканици, кога имало колеги кои не ги носеле своите маски, не сум се чувствувала многу безбедно, иако јас лично се штитам, се грижам за секогаш да носам маска и ги опоменувам ти околу мене дека така треба. Никогаш не може да се чувствува човек комплетно безбедно кога има повеќе луѓе околу него и кога знаеме дека ова се пренесува многу лесно. Морам да кажам дека делумно безбедно се чувствувавме, бидејќи го покривам токму секторот здравство, каде што поради пандемијата моравме да известуваме и од здравствени установи, конкретно да разговараме со лекари и останати медицински лица, и постоеше тука еден одреден страв кој ден денеска постои покрај тоа што ги запазуваме сите протоколи на заштитна опрема и држање на растојание, но сепак ова пандемија не научи не само да живееме, туку и да работиме поинаку. Ретко работам дневни настани, сепак работам истражувања. Мислам дека не само јас, ниту еден новинар не се чувствувал безбеден во време на пандемијата. Затоа што
никој на нас не ни обезбеди заштитна опрема од самиот почеток на пандемијата. Значи, проблем беше да се најдат хируршки маски, да се купат на почеток. Освен една помош која што не беше доволна од ОПСЕ, ми се чини, која што пристигна во ЗНМ за редакциите, ние немавме никаква заштитна опрема. Derisa ka zgjatur pandemia, ka pasur shpesh herë raste kur si gazetar nuk jam ndjetë e sigurt apo e mbrojtur sa duhet ndaj infeksionit. Për shembull, ka pasur disa herë raste kur kam raportuar prej në protesta, ka pasur protesta jo edhe aq masive, po megjithatë ka qenë një numër i konsiderueshëm i pjesëmarrësve në protesta dhe unë si gazetar jam ndodhur në mes protestuesve ose në mesin e mediave tjera dhe kolegëve gazetar dhe kameraman, të cilët kemi qenë në një hapësirë shumë të ngushtë, të grumbulluar të gjithë dhe nuk e kemi respektuar atë pjesën e distancës 2 metrëshe. Do të thënë, kjo është ajo pjesa ndoshta edhe më e pasigurt që e kam hasur gjatë pandemisë, megjithatë nuk është rasti i vetëm. Се покажа дека не постои таа целосна подготвеност апсолутно и дека навистина требаше да им се помогне на редакциите. Дел од таа помош беше обезбедена од професионалните здруженија, меѓутоа се покажа дека навистина треба се води сметка за заштита на новинарите, медиумските работници, имајќи предвид дека излегувањето на терен подразбира ризици и тоа с голем ризик од пренесување на заразата, а при тоа треба се води сметка да се известува на начин што објективно, урамнотежено ќе биде представена реалноста. Па не секогаш и не секаде, затоа што бевме, да речам, принудени или моравме да известуваме и од одредени настани, како например протести, или кога беше ладно времето во зимскиот период се одржуваа пресконференции во затворени простори, каде очигледно не се почитуваа сите пропишани правила и протоколи, имаше премногу луѓе на толку мал простор. Истото се однесува и за протестите, каде голем дел од граѓаните кои протестираа стоеа или се движеа во непосредна близина покрај вас, а не носеа соодветна заштитна опрема, ниту држеа пропишано растојание. Со исклучок на она што се сеќавам, кога една политичка партија под притисок на медиумските работници, односно на снимателите, излегува надвор од протоколот нивни, односно излегува пред партијата да дадат изјава, што беше за поздравување. Другите институции, можам да кажам дека колку што имаат можности ги почитуваат тие мерки, меѓутоа конкретно каде што онаму најчесто јас сум присуствувал, еве да речем во кривичниот суд, има судници кај што нема можност за почитување на мерките. Судница 5 на 5 метри 25 квадрати, каде што има преку 30 луѓе, адвокати, јавност и ние медиумите, нели? Таму не може да се почитува, нема ниту прозор, освен отворени врати. Во глобала, каде што има можност, институциите ги почитуваат мерките. Меѓутоа, каде што нема, би требало да се воведе пракса на, не знам, дигитални можности да. Па на хартија протоколите се јасни, но кога се организираат многу пати има пропусти. Еве, например, и кога се зема вакви изјави, ние сме сите збиени еден до друг, ги држиме микрофоните, си дишаме во врат, така што некогаш условите се поинакви од она што е на хартија, така да тука се, но не секогаш се применуваат, не би рекла почитуваат, туку не се имплементираат. Shpesh herë ka ndodhur nëpër preskonferenca apo nëpër caktime deklaratash që i kemi bërë për nevojat e lajmeve, që jemi përballë me mos respektimin e masave. Për shembull, nëpër preskonferenca mblidhemi një grup i madh i gazetarëve, po ashtu edhe i protokolleve të ndryshme apo institucioneve të cilat organizohen për të dhënë deklarata dhe e shef se në një hapësirë shumë të vogël mblidhet një grup i madh njerëzish për nevojat të punës, për nevojat të lajmeve në këtë rast konkret. Do me thënë, ndjehesh i rrezikuar dhe duke mos i respektuar masat.
Генерално мислам дека се соочија со потешкоти и во оваа смисла, се забележаа голем број на слабости, новинарите се уште продолжуваат и да бидат изложени на ризици, имајќи предвид дека кои се последици ги предизвикува изложеноста на вирусот. Имавме за жал и немили ситуации погодени од коронавирусот, така што ова е можеби некаква поука како понатаму треба да се води малку поголема грижа за редакциите и за тимот во тие редакции. Во овој сегмент имаше повеќе работи што треба и вреди да се истакнат. Во голем дел новинарите сами се заштитуваа, во еден друг дел постоја услови во кои што институциите овозможуваат разен тип на заштити. Се на се, новинарите беа широко изложени на вирусот и на опасностите од вирусот во целиот период на пандемијата, со оглед на тоа што новинарите беа во првите, да речеме така, условно речено, борбени редови во битката со вестите и информациите поврзани со коронавирусот, и тоа резултираше на крајот и со одредени проблематични ситуации. Многу новинари се заразија, имаше случаи каде што помал дел и дури починаат, значи сниматели и така натаму, значи се соочивме навистина со еден глобален страшен феномен во кој што горе-долу успеавме да се заштитиме, меѓутоа предизвиците и понатаму остануваат. Некои лекции се научени, некои лекции допрва и се уште ги учиме. Значи, заштитата не подразбира само одење на терен, заштитата и во редакција, каде што во една просторија сме 30 луѓе, и во многу други редакции е така. Така да, мислам дека никој за време на пандемијата не се запраша како им е на новинарите, како да го овозможат известувањето во безбедни услови. Многу од нашите колеги се разболеа и ја прележаа болеста.